поканувам доцент Планинка Зафировска да го одржи предавањето од областа на имиджин техники за срцева слабост. Само една секунда. Повелете. Добар ден, колеги. Дозволете јас да се заблагодарам до организаторите, Македонското здружение за кардиологија, доктор Митров, нема да речам домакините, бидејќи се уште се чувствувам како дома. Меѓутоа, дозволете посебно да се заблагодарам до доктор Тања и вака јавно да кажам дека незиниот неуморен ентузијазам во работата навистина е инспирација и мотивација за мене, а верувам и за сите нас. Ова е 29 годишен маж, НИХ 3-4, на оптимален медикаментозен третман веќе повеќе од 3 месеци, чести хоспитализации, декомпензации, тесен КРС комплекс, гледате ги параметрите на магнет. Значи, ежекциона фракција на левата комора околу 10%, десно коморна ежекциона фракција 11%. Пациентот беше некоја Интермакс 4/3 во моментот класификација. Што би направила со овој пациент следно? Дали би поставиле пиват, трансплантација, дали би ставиле можеби CRT или елват. CRT не би ставила со оглед на тоа што има тесен КРС комплекс. Елват со ова деснокоморна функција тешко, доаѓа во обзир биват и трансплантација, пациентот беше поставен на биват, во моментот не беше достапна трансплантација, меѓутоа еве веќе 4 години, ако не и повеќе, одлично се функционира, го видовте на сликите. 50 годишен маж, овој пат со исхемична кардиомиопатија, повторно, значи чести, всушност не можеше воопшто да се рекомпензира, гледате плеврални изливи континуирано, често хоспитализации на оптимален медикаментозен третман, со една лоша лева комора, ежекциона 11, попристојна десна комора, значи 27%, умеретна аортна регургитација, што би направила следно со овој пациент, дали ќе ставиме елват, биват евентуално, дали ќе направиме аортен валвуларен репласман со елват или PCI. Во случајот пациентот доби елват, меѓутоа на магнетот проценивме, проблемот е ќе слушнете сигурно во предавањата, во проценка кај овие валвуларни дисфункции, затоа што овие пациенти се, мислам, во принцип со многу низок минутен и ударен волумен и многу ни е тешко на моменти да ги процениме тие валвуларни дисфункции. Магнетот покажа во овој случај дека станува збор за умерена аортна регургитација, понатаму и на те интраоперативно се потврди и пациентот доби елват и аортна валвула. И последниот случај, 40 годишен маж со скорешен, значи, стеми, PCI на LAD, 2 месеци е веќе на оптимален медикаментозен третман, тесен КРС комплекс, лева коморна ежекциона фракција 20%, пристојна десна комора, задоволителна да кажам, и погледнете на постконтрастните слики на магнет, има трансмурална лузна во територија на LAD, тоа е ова све, значи буквално само ова што е темно од миокардот, останати се некои 4 сегменти од левата комора, значи 2/3 од срцето му е со невиабилен исхемична лузна. Прашањето во овој случај е, во пациентот немаше во моментот девајс, меѓутоа поради 2 месеци оптимален третман, меѓутоа се планира понатаму за нешто. Прашањето е кој, рековме, ред флег параметар што го спомнавме, црвено знаменце е присутно на сликите во овој случај. Ако можете да видите, значи кај ова исхемична лузна имаме ова регија, црна темна регија, која што представува париетален тромб, кој што на ехото не може да се забележи и значи пациентот во моментот ќе треба да се третира со антикоагулантна терапија пред било што да се размисли за понатаму. Тоа е све од мене денеска, ви благодарам на вниманието. Се заблагодарам на доцент Планинка за убавите зборови.